Централен дневник на К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаат денот ги донесуваме веднаш по најавите. Гледајте не. Димовски и Коџабашиев преку пратеничката канцеларија поблиску до граѓаните. Проектот Купи куќа, купи стан ги намали цените на становите и каматните стапки на станбените кредити. До крајот на оваа година 3000 лица ќе бидат работно ангажирани во изградбата на новата патна инфраструктура. Пратеничка канцеларија за комуникација со граѓаните добија пратениците од влавеачката ВМРО ДПМНЕ Илија Димовски и Ѓорги Коџабашиев. Со оваа канцеларија пратениците ќе имаат можност да ги слушнат сите проблеми и иницијативи на Велешани. Во поранешниот си за становање, па подоцна привремени канцеларии на фабриката инвеститор во Велес Маркарт, отворена е пратеничка канцеларија за комуникација со граѓани. Од локалната самоуправа вела дека отварањето на оваа канцеларија е законска обврска на општината по постигнатиот трипартитен договор помеѓу Собранието на Република Македонија, NDI и ЗЕЛС. Со оваа канцеларија пратениците ќе имаат можност да ги слушнат сите проблеми и иницијативи на Велешани. Од денеска дефинитивно ги предаваме на пратениците овие простории да служат токму за намената која што е и предвидена согласно договорот, трипартитниот договор. Тоа значи комуникација, средби со граѓаните на општина Велес со нивните народни избраници. Им посакувам многу успех во работата и понатаму да продолжиме на овој начин да соработуваме како и досега, се за една цел добробит на граѓаните на Велес. Свој канцеларии за сега имаат само пратениците од владеачката ВМРО ДПМНЕ Илија Димовски и Ѓорги Коџабашиев. До сега разговорите со граѓаните пратениците ги извршуваа во просториите на нивната политичка партија. Сега на ова место граѓаните ќе можат покомотно и оние што до сега се устручаваат да доаѓаат во партиските простории, ги покануваме, значи секој работен ден тука ќе има асистент кој ќе ги закажува состаноците, а секој петок пратениците ќе бидеме тука достапни за решавање на проблемите, за давање на информации, за давање на сугестии, за решавање на локални, лични, па и општествени проблеми. Разговорите со граѓаните се многу важни, затоа што голем број иницијативи кои сме ги добили од граѓаните се реализирале, истакна пратеникот Илија Димовски. Покрај канцеларија за разговори со граѓани, пратеничката канцеларија ќе биде место и за секојдневни иницијативи, сугестии и предлози кои ќе доаѓаат од граѓаните. Оваа канцеларија ќе биде место од каде што ние ќе покренуваме иницијативи, имаме намера во следниот период интензивно и често да одржуваме средби, состаноци со многу здруженија на граѓани, со многу асоцијации, дел од синдикатите кои што функционираат во нашиот град, дел од коморите, различни структури од нашиот град, дали се тоа месни заедници, дали се тоа интересни групи на луѓе кои што имаат посебни насоки во својот живот и потреби. Сите идеи кои ќе бидат конструктивни, велат пратениците, ќе бидат нивна обврска да ги преточат во собраниски иницијативи. Околу 600 семејства го решија станбеното прашање преку проектот Купи куќа, купи стан. Банките досега одобрија над 20 милиони евра станбени кредити кои државата ги поддржува со 3,5 милиони евра субвенции. Караванот Купи куќа, купи стан од септември продолжува со средби на граѓаните. 593 семејства досега го решија станбеното прашање преку владиниот проект Купи куќа, купи стан. Банките досега одобрија над 20 милиони евра станбени кредити, кои државата ги поддржува со 3,5 милиони евра субвенции. Овој проект влијаеше на придвижувањето на пазарот на недвижности. Купи куќа, купи стан се одрази и на намалување на цените на станови, но и на каматните стапки на станбените кредити. Ако сака граѓанин 40.000 евра кредит од банка да земе за купување на стан или за куќа, месечната рата на тој кредит од 40.000 евра доаѓа некаде околу 250 евра, 240-250 евра. Половина од таа сума, значи 120-125 евра месечно, покрива државата, 120 евра граѓанинот во првите 5 години. Ако станува збор за куќа, уште повеќе покрива државата, 170 евра од прилика од тие 240 евра, 180 евра ќе ги покрие државата, а 60-70 евра граѓанинот. Граѓаните ќе можат да аплицираат за користење на овие поволности до крајот на 2015 година. Преку директни средби со граѓаните многу подобро се информираат за
можностите што ги нуди проектот. Преку 250 барања и кредити се одобрени од октомври 2014 навака од тој саем првичен и преку караванот Купи куќа, купи стан што организираше средби со граѓаните ширум Република Македонија. Караванот Купи куќа, купи стан од септември ќе продолжи со средби на граѓаните, градежните компании и банките низ целата држава. Цела градежна механизација е на терен. Интензивно се градат локалните и регионалните патишта, како и автопатските делници низ земјава. До почетокот на месец август најавена е реконструкција на автопатскиот дел Смоквица-Гевгелија и на патот Куманово-Скопје. Исто така наскоро се очекува да започне изградбата на новите патарини долж коридорот 10. Интензивно се градат локалните и регионалните патишта, како и автопатските делници низ земјава. Цела градежна механизација е на терен. Ангажирани се досега 2500 работници, а поради изградбата која е во полнек, се очекува зголемување на работната сила од 2500 на 3000 работници. До почетокот на месец август, директорот на јавното претпријатие за државни патишта најави реконструкција на автопатскиот дел Смоквица-Гевгелија, каде што ќе се реконструираат на 10 километри, а најавена е и реконструкција на патот Куманово-Скопје. Е комплетната проектна документација и дадена е тендерот, дадена е во Европска делегација, од него очекуваме одобрување. Се надевам дека до крајот на годината или евентуално почетокот на наредната година и таму ќе започнеме се работи, значи за двата дела од автопатот од Куманово кон Миладиновци и од Миладиновци кон Куманово, значи да се рехабилитираат комплетно. Наскоро се очекува да започне изградбата на новите патарини долж коридорот 10. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта Стојанов истакна, патарината кај Романовци прва ќе добие комплетно нов лик, а коридорот 10 наместо 5 ќе има 7 патарини. На што имавме најголеми гужви во минатиот период, тоа е кај Романовци, се гради комплетно нова, треба да се гради со 10 ленти и понатака да се продолжи, значи надоле сите постоечки други да се рехабилитираат на коридор 10 и да се изградат две наплатни станици на Демир Капија и Гевгелија, каде што немаме, значи, наплата на патарина на тој дел од автопатот. Во моментов се работи на 3 автопати: Кичево, Охрид, Скопје, Штип, Демир Капија, Смоквица, а се очекува во септември до година прв да биде завршен автопатот Демир Капија, Смоквица во должина од 28,2 километри. Зајакнати активности на полицијата за поголема безбедност во сообраќајот, што на национално ниво ќе резултира и до 50 жртви помалку во текот на една година. Стратешката цел е функционирање на сообраќајот во согласност со европските практики. Засилени контроли и превентивно дејствување на полицијата на терен со цел да се зголеми безбедноста во сообраќајот. Зголемените активности на полицијата се очекува во наредните 5 години да дадат резултати до 50 жртви помалку на годишно ниво. Казнени мерки се предвидени за сите учесници кои не ги почитуваат основните сообраќајни правила. Најголем акцент се става на совесното возење, алкохолот и управувањето со возило, пречекорување на брзина, агресивно возење и употреба на мобилни телефони. Особено големо внимание се посветува на оние делници каде што или оние патни правци каде што имаме поинтензивен сообраќај и каде што статистиката од изминатите години ни говори дека имаме зачестено регистрирани сообраќајни несреќи со потешки последици. Една од главните стратешки цели на втората национална стратегија за унапредување на безбедноста на патиштата е до 2020 година за 30% да се намали бројот на жртви во сообраќајни несреќи, 40% на повредени и до 0 да стигне бројот на деца жртви во сообраќајот. Оно што е најважно и на што треба сите ние да влијаме, тоа е свеста. Бидејќи независно какви мерки ќе се преземаат, дали ќе се подобрува безбедноста на улиците, дали тие возилата ќе бидат посоодветно опремени за заштита од удари, на крај доколку не се поседува свест дека секој од нас носи одговорност за постапките што ги има во сообраќајот, и дел од тоа е да таа свест се пренесуваме на тие што се околу нас, пред се на нашите деца, тогаш било каква стратегија нема да вроди со успех. Зајакнување на организацијската и функционалната поставеност на сообраќајната полиција ќе резултира во исполнување на стратешките цели за безбедност кои се во согласност со европските практики.
Кампањите исто така вродуваат со плод со оглед на тоа што во 2014 Македонија бележи историски најмал број на загинати и повредени лица во сообраќајни несреќи. Од идната недела на 1 јули ќе започнат да важат новите квоти за приватните аптеки. Новите квоти за аптеките беа усвоени на вчерашната седница на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Средствата се распределени на вкупно 768 аптеки кои во моментов имаат активен договор со фондот. Од 1 јули оваа година ќе започнат да важат новите квоти за приватните здравствени установи и аптеки. Со ова распределба фондот има цел да возможи по соодветна дистрибуција на средствата за лекови, односно подобра снабденост за осигурениците. Новите квоти за аптеки беа усвоени на вчерашната седница на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за издадени лекови на рецепт од листата лекови на товар на средствата на фондот. Ревидирањето на квотите е направено врз основа на просечно месечно реализирани износи на квоти, согласно со податоците со кои располага фондот за последните 6 месеци, при што квотата се зголемува или намалува во зависност од нивната реализација според дефинираната скала од правилникот. Средствата се распределени на вкупно 768 аптеки, кои во моментот имаат активен договор. Од нив, кај вкупно 634 аптеки, квотата се зголемува, 74 аптеки се намалува, кај 37 аптеки квотата не се менува, додека кај 27 нови приватни здравствени аптеки, кои до фондот доставија комплетна понуда за склучување на договор и се дел од мрежата за здравствени установи, се определуваат нови квоти. Сработи за 15 аптекарски станици, 5 подвижни аптеки, 2 аптеки и 1 рурална аптека. Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за квоти за аптеките за 2015 година изнесува 2 милиарди и 450 милиони денари. Министерството за здравство успешно имплементираше една од 100 нови методи кои не се работеле претходно во здравството во Македонија, а се неопходни за подигнување на степенот на квалитет на здравствени услуги, со што помал број на пациенти би се испраќале на лекување во странство. Министерот за здравство Никола Тодоров денеска заедно со директорот на клиниката за неврохирургија, професор доктор Александар Чапаровски, потенцираа дека со помош на колегите од Словенија, новите методи се имплементираат многу брзо и многу лесно. Станува збор за ендоваскуларна хирургија, која што е опфатена со проектот на Министерството за здравство за владување на 100 нови методи во јавните здравствени установи во Република Македонија. Инаку станува збор за минимално инвазивна метода за лечење на пациенти со церебрални аневризми, тумори на базата на черепот, малформации, мозочен удар, кој овозможува скратено болничко лекување, намалување на бројот на процедурални компликации, како и намален морбидитет и морталитет. Она што посебно ме радува е тоа што практично оваа процедура, воведувањето на оваа процедура ќе не овозможи воведување на така наречените тромбектомии, кои што се исклучително значајни во третирањето на лица со мозочен удар. За лекување на малформации на крвни садови на мозокот со укари на черепот сега минимално инвазивно, преку крвните садови на мозокот се третираат многу лесно овие аномалии. Се надам дека за многу кратко време, до крајот на годината практички и оваа процедура ќе биде рутински на нашата клиника и ја збогатиме можноста на нашите пациенти да покрај класичниот третман, значи може да се третираат ендоваскуларни голем број нови аномалии. Морам да кажам благодареки на Министерството. Веќе година и пол општина Неготино го решава тридеценискиот проблем со водоснабдувањето. Со конечна имплементација на проектот, општината ќе го реши проблемот за наредните 100 години. Тридеценискиот проблем со водоснабдувањето општина Неготино започна да го решава пред година и пол. Имплементирана е хидраулична регулација и на тој начин се отстранети долгогодишните редукции на вода. Во летниот период кога има дефекти, повремено се редуцира водата во текот на ноќта. Општина Неготино го распиша тендерот за реконструкција на водоводната мрежа на 11 улици во должина од 5 километри. Со реконструкција на водоводната мрежа, значи тој проект треба да се имплементира во период од 9 месеци, ќе биде решено водоснабдувањето за период од наредните 100 години. Водоводната мрежа инаку стара околу 70 години. Тендерот е во согласност со општите правила на проектот.
Ние паралелно на потегот од винарската изба по Вардарија кон Дуброво со буџетски средства веќе саниравме 2,5 километри од водоводната мрежа, каде што беа загубите најголеми, достигнува и до 70%. Со конечна имплементација на проектот, Општина Неготино ќе го реши проблемот за наредните 100 години. По четврти пат интернет заедницата го одбележува Денот на социјалните мрежи. Во Македонија овој ден се одбележува секоја година кон крајот на јуни во сите поголеми градови. По четврти пат интернет заедницата го одбележува Денот на социјалните мрежи. Целта е да се придонесе кон афирмирање на употребата на социјалните медиуми. Голем дел од популацијата користат, но исто така дел не користат социјални мрежи. Facebook, YouTube, Twitter не. Але колку се корисни, толку се штетни. Шо знам. Според мене малце претеруваат со Фейсбукот и со тие работи. Има многу злоупотреби. Да. Колку често ги користите? Почесто. Што мислите, корисни ли се? Па не баш. Не е корисно. Па сега ако го користат за потреба е корисно, ама они за игри повеќе си користат и мислам дека не е многу корисно. Има и работи што се објавуваат што не треба да се гледаат може на интернет. Затоа. Па зависи сега. За што се користи, ако е за некоја наука, мислам би требало да биде. Медицина, машинство, астрономија, астрологија. А за разговори, мислам дека нема потреба. Сите се согласни во тоа дека колку социјалните мрежи се добри, толку и не. Имено колку социјалните мрежи, како што е Facebook, Twitter, влијаат на зближувањето на луѓето. Јас сум апсолутно сигурен дека исто толку влијаат и врз разделувањето на луѓето. Денот на социјалните медиуми во Македонија се одбележува секоја година на крајот на јуни во сите поголеми градови. Две компании од автомобилската индустрија ќе инвестираат во Македонија. Премиерот Груевски на Бизнис форум во Париз. Мерки за надминување на проблемот со пласманот на градинарските култури. Вестите од Македонија во продолжение. На Бизнис форум организиран од групацијата Македонија 2025 во Париз престојува премиерот Никола Груевски. Него го придружуваат министерот без ресор задолжен за странски инвестиции Горан Мицковски, министерот за надворешни работи Никола Поповски и директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот Климент Шекеровски. Презентација на можностите за инвестирање и поволностите кои ги нуди Македонија е целта на форумот. Груевски треба да има воведно обраќање на 3 панели кои се предвидени на форумот. Две компании од автомобилската индустрија ќе инвестираат во Македонија. Својата интерна одлука тие ја пренеле на властите во Република Македонија, соопшти директорот на техничките индустријски развојни зони Виктор Мизо. Тој информираше дека во моментов се работи на активностите кои се неопходни инвеститорите официјално да ги објават своите планови и одлуки до крајот на летото. Една компанија ќе биде стационирана во Скопје, а планира да вработи 300 лица почнувајќи од јануари 2016 година. Втората компанија најверојатно ќе се гради во југоисточниот дел на Македонија, а ќе вработи околу 1500 невработени лица. Мизо информираше дека производството ќе започне во веќе постоечки објекти оваа есен, а изградбата на фабриките исто така треба да започне на есен, а градежните работи околу нив се очекува да завршат на почетокот од 2017 година. Македонија се наоѓа помеѓу 5-6 земји од Централна и Источна Европа, кои компаниите редовно ги анализираат при носење на одлука за проширување на своите производствени капацитети или консолидација на производството во Европа, истакна Мизо. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство денеска треба да презентира мерки што ќе се превземат за производителите на градинарските производи за надминување на проблемите кои ги имаат со пласманот на своите производи. Ресорниот министер Михаил Цветков, заменик министерот за економија Христијан Делев
И директорката на Агенцијата за финансиска помош Билјана Вуковиќ вчера имаа средба со производителите на градинарски производи од Штипскиот, Карбинскиот и Светиниколскиот регион. Проблемот со пласманот на македонските домати е во тоа што сезоната за производство задоцнела за 20 дена поради лошите временски услови и токму заради тоа има и голема конкуренција на производството во земјите каде што извезуваме како земја, истакнал министерот Михаил Цветков. Две мерки за хиперпроизводство на домати со што на македонските производители ќе им се помогне, ќе превеземе Агенцијата за финансиска помош на земјоделство. Првата мерка е техничка помош со која ќе се поддржат извозниците на домати, а втората мерка е наменета за производителите на домати, кој ќе оди преку програмата за финансиска помош на земјоделството. Заменик министерот за економија пак Делев истакна дека веќе се прават напори со фирми да извршат откуп на дел од доматите. Од 29 јуни до 8 јули, тим на Меѓународниот монетарен фонд, предводен од Джесмин Рахман, ќе престојува во земјава, чија цел е спроведување на годишниот преглед на македонската економија. Од Меѓународниот монетарен фонд соопштуваат дека на крајот од мисијата тимот ќе соопшти прелиминарни оценки. Подготвениот извештај ќе го дискутира извршниот борд на ММФ. Посетата на тимот на Меѓународниот монетарен фонд е дел од редовните активности на Меѓународниот фонд за следење на состојбите со економијата, што се вршат во сите 188 земји членки. Според извештајот на Американскиот State Department, 2014 година е одбележана со страдање и злоупотреба на голем број луѓе. Лидерите на Европската Унија најдоа план за згрижување на мигрантите, вести од светот. 2014 година била одбележана со страдање и злоупотреба на голем број луѓе, стои во извештајот на Американскиот State Department за состојбата на човековите права. Особено се осудува насилниот екстремизам и целосното непочитување на човековите права и животот од страна на групите, како Исламската држава, пакистанските талибанци и Боко Харем. Нагласено е дека владите на Кина, Египет, Еритреа, Етиопија, Иран, Русија и Саудиска Арабија настојуваат да ја ограничат слободата и отвореноста на медиумите и развојот на граѓанското општество. За страдањата се одговорни терористичките групи кои ја користат верската поделба за да ја промовираат својата идеологија, но и владите, како сириската, кои дејствуваат во име на борба против тероризмот. Лидерите на Европската Унија успеа да усогласат план за згрижување на лицата кои бегаат од војни и сиромаштија од земји во Северна Африка и Блискиот Исток. Постигната е согласност за доброволна шема, но задржувајќи се на бројката од 60.000, но им дале право на исклучување на Унгарија и на Бугарија. Неколку часа се дискутирало дали да прифатат 40.000 сирици кои се наоѓаат во Италија и Грција и уште 20.000 кои се надвор од Европската Унија. За Ангела Меркел, имигрантската криза е еден од најголемите предизвици со кои таа се соочила. Жан-Клод Јункер смета дека планот има скромни амбиции. Италијанскиот премиер Матео Ренци им порачал на останатите дека доколку не се согласат за прием на 40.000 бегалци, не заслужуваат да се наречат Европа. Македонија има нов државен рекорд во пливање на 50 метри грбно. Фудбалскиот клуб Вардар дојде до првиот триумф во подготвителната фаза над превари. Кирил Лазаров прогласен за најдобар коментар на поранешните југословенски простори. На Европските игри во Баку, Азербејџан, македонскиот 18-годишен пливач Љупчо Ангеловски исплива 50 метри грбно на патеката со време од 28,15 секунди, со што успеа да постигне нов државен рекорд. Ангеловски со ова време го собори претходниот државен рекорд, постигнат од Горас Чипишевски, кој изнесуваше 28,18 секунди. На надпреварувањето тој заврши на 39-то место во генералната конкуренција од 42 пливачи. Од нашата
домашната селекција денес учество земаа Јана Серафимовска и Јана Марија Дамјановска, кои не постигнаа забележителни резултати. На вториот подготвителен натпревар во Австрија Вардар дојдоа до првата победа по првичниот пораз од Терек Грозни. На вчерашниот натпревар кој се одигра во Горња Радгона, Словенија, Вардарци славеа со 2-1 против австрискиот второлигаш Капфенберг. Пред крајот на првиот дел во 43-та минута Филип Ивановски го постави водството на мечот за веќе во 63-та минута, преку голот на Јасир Есани да го осигураат своето водство. Капфенберг преку Ласник во 75-та минута успеа да намали на 2-1 за конечен резултат на средбата. На 29 јуни црвено-црните ќе го одиграат третиот натпревар во Унгарија против прволигашот Пушкаш Академија. Последниот подготвителен натпревар се игра на 2 јули против украинскиот Металист Харков. Капитенот на македонската ракометна репрезентација и вториот стрелец во Лигата на шампионите, Кирил Лазаров е прогласен за најдобар ракометар од Ексиу просторите во изборот на специјализираниот портал за ракомет Балкан Хендбол. Десниот бек на Барселона доби 29 гласови, што е комбинација на гласови од публиката и стручното жири. Лазаров за еден глас ја победи конкуренцијата на србинот Момир Илиќ. Тој е наследник на Домагој Дувњак и Момир Илиќ, кои победуваа во изборот во 2013 и 2014 година. Оваа година хрватот Сулиќ со 7 гласови се најде на третата позиција, а хрватот Дувњак и словенецот Бомбач се на четвртата и петата позиција со 5 гласови. Репрезентацијата на Перу е вториот полуфиналист на Копа Америка шампионатот. Националните кошаркарски федерации и клубовите кои настапуваат во регионалната АБА лига денес имаа состанок во Белград на кој беше одлучено за исправките на статутот на регионалното надпреварување и негово продолжување во наредната сезона. Репрезентацијата на Перу е вториот полуфиналист откако утринава ја совлада Боливија со 3-1 на Копа Америка шампионатот преку хет-трикот на Паоло Гереро. Головите играчот ги постигна во 20-та и во 23-та минута, за да поведе со конечни 3-0 во 74-та минута. Перу во полуфинале ќе игра со селекцијата на домаќинот на континенталното надпреварување репрезентацијата на Чиле. Вечерва се играат дуелите меѓу репрезентациите на Аргентина, Колумбија и Бразил, Парагвај. Клубовите учесници и националните федерации во регионалната АБА лига во недела очекуваат Јадранската лига да биде признаена од ФИБА, со што шампионатот ќе продолжи во следната сезона. Опасноста во која се најде ова надпреварување и сите страни кои беа инволвирани во лигата беа принудени по заканите од Светската куќа на кошарката да изготват нов статут на АБА кој би бил во согласност со барањата на ФИБА. На минатонеделниот состанок во Загреб, представниците дојдоа до нов договор кој не беше во целост прифатен од ФИБА за да испратат листа од барања со кој се бара корекции на истиот. Ваквите барања беа исправени денес во Белград, каде утринава се одржа нова средба на клубовите и федерациите, па најновиот статут на АБА лигата треба да биде испратен во текот на денов со очекување да биде прифатен. Сончево и топло време со наместа засилен северен ветер имавме денес. За време на викендот не очекува сончево време со повремена облачност. Еве деталната временска прогноза.
Благодарам на вниманието, почитувани. Останете и понатаму со К1. Пријатно.